Ако патувате во странство, а добивате сини картони преку Фондот за здравство, кога ќе се вратите во Македонија, пријавете се во полиција. Доколку не го сторите ова, ќе го изгубите правото за бесплатно лекување. Ваквата пракса на институциите ја открило Сдруженијето на приватни лекари. Преку ноќ нивните пациенти биле бришени од листата на осигуреници. Тоа се случувало кај луѓе кои во странство престојуваат повеќе од 1 месец. Сите осигуреници кои што излегуваат надвор од државата и кои што се задржуваат подолго време надвор, кога ќе се вратат, апелирам да се пријават во МВР. Бидејќи постои така функционира базата на фондот, ако еден осигуреник излезе подолго време од нашата држава, на граница се лоцира и базата на податоци во МВР е поврзана со базата на податоци на фондот, автоматски ако пациентот или нашиот осигуреник не се врати или кога ќе се врати не се пријави во МВР, тој станува пасивен. Ваквиот начин на бришење осигуреници не бил познат ниту за Сдруженијето на приватни лекари. Откако откриле како функционира системот, сега предупредуваат за поголема одговорност. Бараат сите кои патуваат надвор од државата повеќе од 30 дена, откако ќе се вратат во Македонија, тоа да го пријават во полицијата во местото на живење. Значи и овој момент при нашите дискусии и средби со фондот го лоциравме. Значи уште еднаш апел, нашите осигуреници освен што имаат права, имаат и обврски и би замолила сите рационално да се однесуваме кон овој проблем. Бришењето осигуреници е секојдневие за матичните лекари. Тие неколку пати апелираат до своите пациенти на време да се пререгистрираат во Фондот за здравство. Инаку нема официјални податоци колку од невработените ја завршија оваа обврска. Со порастот на температурите се зголемува ризикот од пожар на отворен простор. Од Дирекцијата за заштита и спасување со конкретни мерки, препораки и предупредувања до граѓаните да не палат оган на отворени и необезбедени места, на стрништа, во меѓи или материјал кој е запалив, да не се фрла стаклена амбалажа и отпушоци од цигари. Шумските пожари во летниот период представуваат опасност за граѓаните, но најмногу за материјалните добра. Човечкиот фактор е причина во најголем број на случаи, затоа надлежните сметаат дека е потребна едукација на населението, пред се во руралните средини. Од противпожарната единица започнаа проект за соработка со жителите од селата кои поседуваат механизација. Во случај на пожар ги повикуваат оние кои се во близина, го одоруваат теренот и на тој начин се запира пожарот. Со едукација на граѓаните дојдовме до смалување на процентот на пожари. Значи сепак поарно превентивно да делуваме и со едукација и да вложиме труд, него кога ќе настанат пожарите губиме многу материјални добра, а некогаш е во прашање човечките животи. За поефикасна заштита пред се на шумите, согласно законот, граѓаните треба да го пријават нивното движење и да извадат дозвола во најблиската подружница на јавното претпријатие Македонски шуми. Рајна Стојанова да го врати советничкиот мандат, само така ќе ја надомести штетата што му е нанесена Сојузот за иднината на Македонија. Ова денеска го побараа нејзините колеги од коалицијата кои заедно со неа за време на изборната кампања настапуваа пред граѓаните на Велес. Вратете го мандатот и балансот на гласови од изборите. Ако граѓаните на Велес решиле Сојузот за иднината на Македонија да има 11 советници во Советот на општина Велес, така и нека биде. Немојте вашата волја и вашите потреби да ги ставате над волјата и потребите на граѓаните. Тоа е крајно неумесно и неодговорно. Повикот на СДСМ Стојанова да го врати советничкиот мандат за партијата на власт не е ништо друго освен притисок. Им порачуваат наместо да го прават тоа, да се посветат на случувањата во нивната партија. Јавноста е сведок на секојдневното распаѓање и раситнување на Социјалдемократскиот сојуз кое се случува веќе подолго време. Последица на таквите штетни политики е и поддршката на советничката Рајна Стојанова на советничкото мнозинство во општина Велес. Од СДСМ очекуваат Стојанова да го врати мандатот од етички и морални причини. Изненадени се од нејзината постапка, бидејќи до последен момент не знаеле за ваквата одлука. ВМРО ДПМН ги отфрли обвинувањата дека вршеле притисоци и закани кон неа. За пресвртот на советничката кривична заработи и координаторот на изборна единица 3 од ВМРО Народна партија Слободан Близнаковски, кого Стојанова го обвини дека се заканувал по живот. И додека двете политички партии меѓусебно се расправаат, Стојанова молчи.
70-годишниот жител на велешката населба Превалец, кој пред 8 дена настрада во железничка сообраќајна несреќа, не успеа да се избори за неговиот живот, откако попладневниот воз удри во него, беше префрлен во градската болница, но поради сериозноста на повредите во пределот на главата, беше пренесен на лекување во Скопје, но лекарите не успеаа да го спасат. Оваа несреќа е директен повод жителите од населбата да бараат од македонски железници на преминот да се постават електрични рампи. Сметаат дека само така ќе се избегнат несреќите во иднина. Ако наскоро надлежните не реагираат, можно е да има и блокада на преминот. Сакаме некој да дојде од повисоките институции да ни објасни, да ни каже дали подхитно ќе преземат мерки. Не сум само ја, има X луѓе загрижени не само од Превалец, од сите села што гравитираат натаму. Ако е со светлосна сигнализација да има рампа како на новиот мост што има у град. Кога ќе има рампа затворено, кој дај ќе застари, дај дека возот мине. За 24 секунди возот мине од кој ќе светне сигнал. Видете сега таа раздалина кој може да помине да претрчи. Ја бев жив сведок пред 3-4 дена. Стоевме, бевме собрани тука, стоеме на стојалиштето што стои комбето. Сигналот не се уклучи. Среќа отаму идеше возот, го примети. Машиновозецот го примети возот, ова мислам сигналот и застана. Точно тука кога застана, веќе коли има навлезено, свиреше, колите полека помина една, после другите застанаа и возот си помина. Сигналот не се уклучи. Значи, тоа можеше да биде катастрофа. Ставот на македонски железници е дека преминот е соодветно одбележан со светлосна и звучна сигнализација и дека неопходно е поголема внимателност на пешаците, но и на возачите. Судски доставувач вработен во Основниот суд во Велес доби отказно решение поради несовесно и неуредно доставување на тужби, одлуки, покани и други судски предмети. Наместо да ги доставува судските предмети до странките, тој ги чувал во својот дом. Во текот на минатата и почетокот на годинава, тој не доставил над 200 покани, тужби и одлуки. Со тоа не само што ги оштетил граѓаните, туку и судот, кој морал да одложи или да не одржи голем број рочишта. По сознанието дека доставувачот не си извршува совесно работата, судот формирал комисија. По распитот тој признал дека не ги доставувал судските предмети до странките и дека истите ги чувал во својот дом. За сега не се знае дали судот покрај отказното решение ќе покрене и друга постапка против вработениот. Инаку во Основниот суд во Велес минатата година поради несовесно и нестручно вршење на работата, Републичкиот судски совет разреши и 2 судијки.